Gledачи, добро утро. Вие следите утринската програма на Глас на надежта, християнско радио, кое има своја емисија секој утро во 8 часот и 30 минути. Ви поздравам и ви посакувам пријатен ден. Денеска сонцето изгреја во 6 часот и 14 минути, а ке зајде во 16 часот и 17 минути. Временската прогноза за денеска гласи умерено до значително облачно и посвежо, по котлините со појава на магла, ке дува умерен ветер од југоисточен правец, поизразен вдолж повардарието. Во југоисточните делови предпредник има услови за појава на краткотраен дожд. Очигледно, се уште имаме есенски топли денови, се најавуваат дождови во наредните денови и затоа да ги искористиме сите убави мигови, да излеземе во природа, да го користиме сонцето кој се уште се појавува на сводот, односно може да ги користиме тие благодати, бидејќи ке наидат и дождливи денови, а потоа пред нас е и долгата зима. Сега ќе продолжиме со уште една христијанска песна. А пред да ја слушнеме песната, почитувани пријатели, ние ќе се помолиме, бидејќи ова е христијанско радио и секоја емисија започнуваме со молитва. Господи Боже наш, ти благодариме што и денеска ни подари уште еден ден, што не разбуди на нов живот. Те молиме и денеска овој ден да го благословиш, односно да не водиш ти и да не заштитиш од сите опасности што може да вребат во нашиот живот. За Твоето водство и заштита ти благодариме во Исусово име. Амин. Тој на Голгота појде, таму распнат на крстот е. О, има ли глед од љубов да е нешто поголемо, гревот да го откупи, да Исус е тој што умре за нас, на овој свет зборува, тој крст голготски. Очево крв врела тече, а тој моли татко свој. Нека секој што бара прошка биде со мене в царството. О, има ли глед од љубов да е нешто поголемо, гревот да го откупи, да Исус е тој што за нас, на овој свет зборува, тој крст голготски, на овој свет зборува, тој крст голготски. Се враќаме повторно во студиото, почитувани пријатели, да ја проследиме и денешната утринска порака. Денеска е 10 ноември. Насловот е опасен облик на лекување на умот. Текстот се наоѓа во посланието до Колосијаните на апостол Павле во 2 глава, 8 стих. Пазете да не ве зароби некој со филозофија и со суетна измама по човечко предание според
стихиите на светот, а не според Христа. Постои еден начин за лекување на умот, кој е еден од најуспешните орудија на злото. Преку оваа така наречена наука се доведува еден ум под власта на друг, така што личноста на послабиот се стопува во она на посилниот. При тоа, една личност ја извршува волјата на другата личност. Но така наречената наука е втемелена на лажни принципи. Таа е непозната за Христовата природа и дух. Не води кон оној кој е живот и спасение. Оној што ги насочува мислите на другите кон себе, ги одвојува од вистинскиот извор на нивната сила. Во овие денови, кога скептицизмот и неверството толку често се појавуваат под плаштот на науката, мораме да внимаваме на сите страни. Преку овие средства нашиот голем непријател прелажува илјадници и ги заробува и ги води по своја волја. Предноста која ја постигнува од овие науки, науката која се однесува на човечкиот ум е огромна. Тој овде, како змијата, незабележително се вовлекува да го расипе Божјото дело. Додека се верува дека еден човечки ум толку чудесно треба да влие на друг, сатаната кој е спремен да ја искористи секоја предност, се вовлекува и делува на сите страни. И додека оние кои се посветени на ова наука се фалат до небесата поради големите и добрите дела за кои тие тврдат дека се извршени преку нив, тие малку знаат каква сила на злом негуваат. Вочи го влијанието на овие науки, драг читателе, зашто борбата помеѓу Христа и сатаната се уште не е завршена. Занемарувањето на молитвата ги наведува луѓето да се потпираат на собствената сила и да ја отворат вратата на искушенијата. Во многу случаи имагницијата е заробена од научни истражувања и на луѓето им се ласка на свеста за собствената моќ. Одвојте се од сето она што мирисе на хипнотизам, наука со чија помош делуваат сатанските орудија. Еве, почитувани гледачи, како што и самите слушнавте во утринскава ова порака, Бог не предупредува на сатанските измами. Како се ближиме кон завршницата, кон крајот на историјата на овој свет, ѓаволот ќе ја плете својата мрежа. Апостол Павле не советува и не предупредува. Пазете се, внимавајте, да не бидете заробени со некоја филозофија или суетна измама, по човечко предание, според стихиите на светот, а не според Христа. Сатаната е вешт мајстор. Тој така работите ги прикажува во еден убав целофан замотани. Меѓутоа, кога ќе ги отвориме тие подароци, наводно, внатре нема ништо. И затоа, нека и овој ден ни биде исполнет со Божја заштита и Божје водство. Да се чуваме од тие научни, така наречени сознанија. Вие знаете дека науката тврди дека човекот е од мајмун, односно по пат на таа селекција, како што тоа го нарекува Дарвин. Меѓутоа, ние христијаните веруваме чврсто во Библијата, во Божјата реч, дека човекот е производ на Бога, дека Господ го создал овој свет за 6 работни денови, а во 6-тиот, знаеме, го создал човекот, според својот лик. Така да, денеска сатаната ја користи и науката, на жалост, да го поремети нашиот вид, духовен вид, да не го гледаме Господа, да не го следиме неговиот пат, туку да чекориме по патиштата на науката и филозофијата. Овде пишува коментар дека ова така наречена наука е втемелена на лажни принципи. Таа е непозната за Христовата природа и дух. Не води кон оној кој е живот и спасение, оној што ги насочува мислите на другите кон себе, ги одвојува од вистинскиот извор на нивната сила. Нам, како луѓе, ни стои огромна сила, Божја сила на располагање. Меѓутоа, ѓаволот сака да ја поремети таа сила небесна, односно да не ја користиме, да се подпираме на човечки преданија, на човечки измислени работи. И овде пишува дека под плаштот на неверството ќе се појават, лажни филозофии. И самиот Исус Христос во Евангелието според Матеја во 24 глава зборува дека во последно време ќе се појават под плаштот на религијата лажни Христоси, се со цел да ги прелажат, да ги измамат
i oni koji сака да го следат Исуса Христа. Затоа денеска и овој ден, кога почнавме со молитва, да Господ управа со нашите животи, да не сочува од тие стапици невидливи кои сатаната постојно ги поставува, да се држиме за Христовиот пат. Исус рекол: јас сум пат, вистина и живот. Почитувани гледачи, продолжуваме сега уште со една христијанска песна. Благодарам от сърце искрено, благодарам на Тебе, Татко наш, благодарам, що Ти го даде Исус Христ, Синот свой. Благодарам от сърце искрено, благодарам на Тебе, Татко наш, благодарам, що Ти го даде Исус Христ, Синот свой. Слабиот нека вели, јас сум јак, сиромахиот богат сум, заради се што направи за нас Ти. Слабиот нека вели, јас сум јак, сиромахиот богат сум, заради се што направи за нас Ти. За нас Ти. Благодарам от сърце искрено, благодарам на Тебе, Татко наш, благодарам, що Ти го даде Исус Христ, Синот свой. Благодарам от сърце искрено, благодарам на Тебе, Татко наш, благодарам, що Ти го даде Исус Христ, Синот свой. Слабиот нека вели, јас сум јак, сиромахиот богат сум, заради се што направи за нас Ти. Слабиот нека вели, јас сум јак, сиромахиот богат сум, заради се што направи за нас Ти, за нас Ти, за нас Ти. Благодарам. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на христијанското радио Глас на надежта. Продолжуваме со нашата емисија, наред е рубриката за молитвата. Зошто ни е потребна молитвата? Би сакал пред да кажам неколку зборови за делотворната молитва, да ве повикам сите вас, почитувани гледачи, почитувани пријатели, кои имате потреба од молитва. Имате некои проблеми, имате некои работи што сакате да ги доверите на Господа.
или да побарате помош од Господа. Слободно пишете ни во нашата емисија, ние ќе одвојуваме неколку мигови за молитва за сите вас кои имате потреба. Јавите се на нашите дежурни телефони, односно на нашата адреса, што ќе ја видите на вашите екрани. Пишете ни од каде сте, од кое место, не мора да го пишувате вашето име и презиме, доволни се вашите иницијали и вашата потреба за молитва. Молитвата е разговор со Бога. Ние може да се молиме едни за други. Постои така наречена делотворна молитва, односно молитва, посредничка молитва која ја потуваме едни за други пред Господа. Бидете слободни, пишете ни на нашите адреси, а ние во наредните утрински емисии ќе ги спомениме вашите потреби пред Господа и ќе се молиме. Сега би сакал да зборувам малку за делотворната молитва, за што значи делотворна молитва. Кога последен пат, почитувани пријатели, во рамките на своите секојдневни активности сме се молеле да Бог навистина делова во нашиот живот. Например, во мигови или во моменти на опасност, во време на некоја неволја или болест, во мигови кога може би демне е смртта, молитвата представува единствен излез. Верувам дека сите ние тоа сме го искусиле кога ни е најтешко, кога можеби сме заборавени од сите и од своите пријатели. Молитвата е тука која може да не поврзи со Господа. А Господ одговара на 3 начини на нашите молитви. Понекогаш вели да, понекогаш не, а понекогаш почекај, односно никогаш. Во смисол, не никогаш, толку тој одлучува суверено, има право кој ќе одговори на нашите молитви. Всушност, молитвата секојаш е присутна како помош во моментите кога сме ние во некоја неволја. Тогаш може да се поврзиме со изворот на нашата помош со нашиот Господ Исус Христос. Но сепак, зошто да се чека на несреќа за да стане молитвата составен дел од животот? На жалост, некои луѓе чекаат да дојдат во некоја неволја, во некои проблеми, па тек тогаш да упатуваат молитви кон Господа. Ние може се молиме на Бога постојано, секојдневно, кога ни е убаво, кога сме радосни, кога сме среќни, кога нашите животни планови се исполнуваат. На Бога му е мило кога ние ќе упатиме молитва на благодарност. Затоа, почитувани пријатели, бидете слободни, напишите ги вашите потреби, а ние ќе одвоиме време за вашите молитви да ги изнесеме пред Господа. Силата на молитвата е огромна. Во минатото предавање спомнав за овие 20 научници кои ја испробале силата на молитвата. Се сеќавате она болна жена која била пред умирање, кога го мереле нејзиниот електрицитет во нејзиниот мозок, со каква сила таа располагала во тие последни мигови, кога се покајала пред Господа, кој го предала својот живот на небесниот Творец. Значи, да видиме сега каква е силата на молитвата. Во секојдневниот живот молитвата треба да стане навик, бидејќи чуда се случуваат после правилна и со чисти чувства кажана делотворна молитва. Кога спомнав, треба да ни стане навика и тоа е точно. Постои една дефиниција дека молитвата е дишење, како што ние постојно дишиме. Додека јас зборувам, јас дишам, додека вие гледате, сега дишите, но за тоа не размислувате. Тоа е составен дел од вашето битие, од вашето тело. Така да молитвата треба да постане составен дел од нашите секојдневни навики. Кога имаме проблеми, кога можеби не сме одлучни што, како и нешто треба да избереме, кога имате немир во душата, кога сте радосни, среќни или тажни, секогаш молитвата ќе биде таа тука поред нас. Бидејќи преку молитвата Бог ќе ни даде некој знак, кога нешто бараме, дали тоа треба да го направиме или не. Например, студентите кога учат или средношколците кога треба да запишат која насока ќе се запишат, кој факултет ќе одберат, секако таквите работи ги ставаме или треба да ги ставиме пред Господа, тој да ни помогне што и како да избереме. Со искрена молитва која ќе произлезе од дното на нашата душа, молитвата во која ќе веруваме со цело наше срце, молитва која ќе се повторува во нашиот живот. Вие сигурно знаете за молитвата Татко наш, за која ќе зборуваме во наредната, во утрешна емисија
i malci keja objasni me, tamo se objasnite, odnosno se opfatini site čovječki potrebi. Ta molitva ne traje dolgo, pomalko traje od 1 minuta. Znači molitvite ne treba da trajat dolgo, da se povtoruvat, zborovite, da se povtoruvat. Međutim, molitva kako molitva v koja nije sudržinski, ki gi povtorujeme, našta raboti je dobro da gi povtorujem pred Gospoda koga barame. Znači ne treba se zadovoljiti samo s jedna molitva, Bože pomogni mi ovo da go napravam i to da go zaboravim. Postojano nije treba da barem od Gospoda. Bog rekao, barajte, ke dobijete, tropnite, ke vi se otvori. Da li vašta molitva, počtovani gledači, ke bide ostvarena ili realizirana, zavisi od ona vo što veruvate. Zato treba sekojaš bezrezervno da veruvame v ono što go pravime, da bideme trpelivi i da očekuvame deka nekoj ke se smilува na našte molitvi i ke gi ispolni. Sekako to je Gospod, no Gospod ne je dežuren Dedo Mraz, kaj što ke gi ispolnува postojno našte životni želbi, no nije sme dolžni da barame. I kako što spomnav, Bog nekoš veli da, nekoš ne, a nekoš počekaj ili ne odgovara uopšto na našte molitvi, ako ne se vo soglasnost so negovata volja. Vidjeki verbata je posilna od sve drugovo životot i zato treba da jeme verba, prvi nivo na samite, ono što go barame, a sekako verba i vo Gospoda. Vo knjigata Vtora letopis ili dnevnikova, 7. glava, 14. stih, evo što piše ovako: mojot narod, povikan po moje ime, ke se smiri i ke se moli, i ke go pobara mojeto lice, i ke se svrti od njinete zlobni načini togaš, ke slušnam jas od neboto, i ke im prostam nivni od grev, i ke iscelam zemjata nivna. Znači, molitvata, počtovanje, je činna komunikacija so Boga. Molitvata ima molitven proces, so koji vospostavujeme božanska vrska so našio Tvorec. Sekoj religija vo svetu se moli, duri i paganite i idolopoklonicite se molat. Znači, molitvata je univerzalen čin so koji čovjek se obidova da se povraze so svojite duhovni korini. Vova statija ili vovo izveštaj, svega što vi go prezentiram, počtovani prijatelji, se zborova deka ako nije iskreno mu se molime na živjot Bog. Spomenu deka i pagancite se molat na svojite bogovi. Sekjavate koga prorok Ilija beše na gorata Karmel i koga imaše golimi protivnici, 650 valovi proroci koji sakali od uništa, odnosno beše na stranu proba. Sve se otkrije koji Bog je stvorio živ Bog, da li pogodna Ilija, koga vodi dokaz, imaš molitva, spomni si za mene. Imam potreba, znaj, skoro se koji čas, moli se za mene. Moli se za mene, koga si na molitven čas. Moli se, ima potreba, koga vide so mene tvoj čas. Koga vodi dokaz, imaš molitva, spomni si za mene. Imam potreba, znaj, skoro se tvoj čas, moli se za mene. Za tebe će se molam glas, koga ču na molitven čas. Za tebe će se molam glas, koga vide so tebe tvoj
Сега сакам да споделам во врска со здравата храна. Вие знаете дека споделуваме разни рецепти, а утро ќе стане збор за совети зошто треба да ја користиме, да ја употребуваме водата во нашата исхрана, односно во нашиот живот. Прво, кои се тие придобивки кога ние пиеме доволно вода? Баланс на течности. Знаеме дека околу 60 до 70% од телото е направено од вода. Пиењето вода ја одржува течната рамнотежа на нашето тело, што им помага на сите хранливи материи да се транспортираат во разни делови на нашето тело, ја регулираат топлината во телото. Едноставно, корисна е и за храната кога се вари и за многу други работи. Понатаму, контрола на калории. Заборавете на други трикови за исхрана. Водата за пиење исто така може да помогне при губење на тежината. Бројни студии пронашле врска помеѓу потрошувачката на вода и губењето на неколку килограми. Која е тајната? Водата едноставно им помага на луѓето да се чувствуваат полни и како резултат конзумираат помалку калории. Значи, водата користи ако сакаме и да смршавиме. Мускулно гориво. Потењето во сала предизвикува мускулите да губаат вода. И кога мускулите немаат доволно вода, тие се уморни. Значи, за дополнителна енергија, обидете се, почитувани гледачи, да пиете доволно вода. Едноставно, кога вежбаме, кога трчиме, кога сме во некоја атлетска форма, користете доволно питка, чиста вода. Водата е потребна исто така за чиста кожа. Одредени токсини во телото може да предизвикаат раздвојување на кожата, што резултира со затворени пори и акни. Водата придонесува за чиста и значајна кожа и го намалува ризикот од мозолчиња. Понатаму, зголемување на продуктивноста. Чаша вода може да им помогне на луѓето да се концентрираат и да останат свежи и силни. Водата помага понатаму во надминување на заморот. Водата може да помогне во борбата против оние уморни очи. Еден од најчестите симптоми на дехидација е заморот, а водата може корисно да ни помогне. Помош против мамурлукот. Дури кога сме мамурни, сепак чаша вода е добар избор, а го чисти телото однатре, би рекол, и едноставно ја смирува болката. Малку вода навистина може да направи многу. Дехидрацијата го спречува појавувањето на болки на зглобовите и мускулите. Секој сака да се справи со проблемите за варењето. За среќа, пиењето доволно вода му помага на организмот подобро да функционира. Еве, да ви спомнам, почитувани пријатели, дека една студија во Лондон открила врска помеѓу учениците што пиеле вода во испитната соба и постигнале подобри резултати во нивните оценки, што укажува на тоа дека водата води кон појасно размислување, значи го бистри, го чисти, би рекол, мозокот, додека не е јасно дали пиењето вода има нешто поврзано со подобар резултат. Сепак, подобро да пробаме и да користиме водата и во таа насока. Количините на вода која ни е потребна дневно е вечна дебат. Знаете, постои некоја полемика колку вода да пиеме дневно. Истражувањето покажува дека возрастните имаат потреба од 9 до 16 чаши вода. Сепак овој број варира во зависност од нивото на нивната активност, возраста и количината на водата која кај потрошувачите во кафето, чајот или вошето или зеленчукот богати со вода. Значи, ако користиме храна која е водна претежно, кој пијат чаеви, кој пијат разни други напитоци, секако водата ќе биде во помал процент, но во просек треба 2 до 3 чаши до 4 часи или 1 литар вода дневно, се зависи и од годишното време. А летно време
ke se pije količina voda, odnosno zimski period. Tako da sepak nema da imame šteta ako pijeme dovoljno voda vo naš svakodneven život, odnosno vo dnevните potrošuvačke работи koji treba na телото да ги внесеме како вода. Започнете со пиење една чаша вода штом ке се разбудите. Секако половина час пред да се земе оброкот. Млака вода, можеби со лимон малце внатре и една лажица мед. Ова исто ќе помогне во контролирање и на апетитот. Нека ви стане навика да чувате шише за вода на рака во секое време во вашиот живот. Доколку сакате да додадете вкус, како што спомнав, иседете малку лимон или цитрус. И сите придобивки од водата ќе ви бидат на дофат и секако на вашето тело. Пред да одиме со уште една песна, би сакал само да спомнам еден рецепт, почитувани гледачи, а тоа е вкусна есенска супа од тиква. Сега е време на тикви, кога пазарите се полни со тикви, зошто да не ги користиме придобивките и на тој зеленчок, како да го наречам, кој ни стои на располагање и да го употребуваме во нашата исхрана. Ништо не може да не загрее подобро од вкусна домашна супа. Доколку сакате да експериментирате, драги гледачки, во вашата кујна, ви препорачувам топло да подготвите есенска инспирирана супа од тиква. Еве го рецептот. Еден кромит ситно исецкан, 4 лажици маслиново масло, 1 килограм тиква исчистена од семки и кора и сецкана на парченца, 700 мл подготвена вода од коцка за супа, за зеленчок или нешто слично како зачин кој ќе го подобри вкусот на самата супа. Може да користите павлака, семки од тиква. Се до тоа го ставате секако во тенџере. Еве го првиот чекор. Загрете 2 лажици маслиново масло во подлабоко тенџере и испржете го кромидот околу 5 минути додека не омекне, но не смее да добие црвена боја. Значи мора да бидете внимателни кога тоа го правите. Нова додадете ситно исецкана тиква во тенџерето и продолжите да готвите 10 минути повремено, мешајки додека смесата не омекне и не добие златникава боја. Вториот чекор, значи се става 700 милилитри топла вода со растворена коцка за супа, додадете сол, ако користите бибер, може малце бибер ради вкус, додадете неутралната павлака и сето тоа до точка на вриење. Откако ќе заовре содржината, изблендирате ја во блендер додека не се креира конзистенција на крем супа. И трето, супата може да ја додадете на оган, да врие уште 3 до 5 минути. За декорација ви препорачувам, почитувани пријатели, да додадете свеж магданос и подпечени семки од тиква. Доколку јадете лепче со оброкот, може да тоа го употребите, значи и подпечено лепче, и да се чувствувате посити. Ви посакувам добар апетит и верувам дека ќе ви биде вкусна и ова супа. Толку за овој рецепт. Продолжуваме со уште една христијанска песна. Na свет гости су, тоа го знам, и животот тежок е, полне со грех, затоа коплеам, затоа и поубав свет, каде што нема бол, ниту смрт. Такой убав свет, за живот без грех.
spremni v ovoj čas. I verujem, Bože moj, Bog tvoj odzvon, i zato svekoj čas se spremam jaz, za toj ljubav, što me čeka ostaj, za mene to je vječen dan. Za tvoj ljubav sve, za život bez greh, mi sporuba Isus pas, da sme spremni v ovoj čas. Dojdeš iso mene razmisliti, da bideme zajedno osite dni, može biti to je tvoj od posleden čas, ne čekaj bednaš ti odluči. Za tvoj ljubav sve, za život bez greh, mi sporuba Isus pas, da sme spremni v ovoj čas, da sme spremni v ovoj čas. Dragi gledači, evo мене повторно назад во нашата емисија. Дојдовме до рубриката Исчезнати градови и цивилизации. Во претходната емисија зборувавме за Ур-Халдејски. Спомнавме дека тој град е интересен по тоа што патриархот Аврам бил повикан од страна Господа да замине во непознато, односно Господ го вовел во хананската земја. Аврам ни познат по тоа што Бог побарал од него да го жртува својот единец Исака, но тоа секако не се остварило. Бог нашол замена јагне, но тоа бил испит за силната, за јаката вера на Божиот слуга Аврам. Денеска ќе споменеме нешто за едно село, едно место по име Корсабат. Уште не сакам да ви спомнам дека ја користам ова книга под наслов Исчезнати градови и цивилизации од Драго Обрадовиќ. Сите вие кои сакате да имате ова книга во ваша собственост, полно со илустрации, со убави слики, со извештаи, пишете ни во нашата редакција, ние ќе може да ви испратиме со соодветен надоместок како цена. Значи, има своја цена, бидејќи ова е прекрасна книга, но еве јас ќе ви пренесувам секој утро по неколку кратки информации за поедини места кои археолозите ги пронашле. Ние Библијата ја имаме како христијани и веруваме во неа, но многу луѓе се уште Библијата ја користат како легенда, како обична книга и не веруваат. Но ете, за доказ на таквите луѓе кои не веруваат, археолозите пронаоѓаат истите тие градови, истите тие места кои Библијата ги спомнува илјадници години наназад, и затоа еве денеска ќе ви спомнам за името или за местото Корсабат. 20 на километри североисточно од Ниневија, на левиот брег на потокот Косар се наоѓа селото Корсабат, чие име значи градот на Косро. Всушност Корсабат е престолнина на заборавениот град. Ниневија ни е позната, почитувани гледачи, по она
što Biblията го опишува како град од 120.000 жители, кај што проповедал Јона. И Бог сакал да го униши тој град, но од самата проповед и од она што го најавил Ное, односно Јона, градот се покајал, луѓето жителите се покајале и Бог се предомислил. Меѓутоа, случката со Јона и со тиквата ни е позната, кога тој очекувал сепак да падне оган од небото и да биде уништен градот, а всушност Јона не бил свесен дека неговата проповед предизвикала револуција во срцата на луѓето и се обратиле кон живиот Бог. Понатаму овде вели, ова место во древните времиња било познато како Дур Шаркухин, некогашна резиденција на асирскиот цар Саргон. Значи, во тоа место постоела резиденција на овој асирски цар Саргон. Понатаму овде пишува дека разни археолози некаде во 1837 година, 43 година вршели скопување во тие предели и го пронашле овој богат терен, односно ова село, со археолошки докази дека постоел во минатото, а Библијата го спомнува. Кој бил Саргон? Еве неколку реченици. Пред ово откритие историчарите воопшто не знаеле за владетелот на Сирија со ова име. Единствен писател кој го споменува Саргон по име бил еврејскиот пророк Исаија, кој во својата книга пишува: во годините кога врховниот војсководач дојде во Аждод, бидејќи беше пратен од асирскиот цар Саргон и војуваше против Аждод, го нападна и го презре. Значи, ова стотици години, илјадници години наназад Исаја го опишал во својата книга. Меѓутоа, еве сега, почитувани гледачи, археолозите тоа го потврдуваат. Ова изјава на пророкот Исаја критички расположените научници ја користеле како еден од своите најсилни докази за да ги побијат доказите на вистините извештаи на Светото писмо. Саргоновото име и тогашната наука не било познато. Критичарите тврдиле дека тој крал никогаш не постоел. Гледате, какав е човекот. Не верува во Библијата, не верува во тие библиски извешти, но сега археологијата која ги пронашле тие докази, археолозите која ги пронашле кога вршили скопавања, ги соочиле тие докази со библиските извештаи и морале да признаат, се поклониле пред Светото писмо, зашто тоа е Божја порака, Божје писмо за нас сите. Меѓутоа, во текот на откривањето на кралската палата, пронајден е над зидот длабоко врежен запис на самиот крал кој ја потврдува изјавата на Исаија. Дојдов во Аждод, го нападнав и го зазедов. Ова откритие воедно представува награда и голема победа на оние кои верувале во веродостојноста на библиските извештаи. Истражувањата во Корсабат продолжиле и во 1928 година и траеле се до 1936 година и како истражувач била екипата од Ориентал, од Чикаго. Биле пронајдени многу интересни предмети. Највредниот меѓу нив, во кој има најголемо историско значење, службената листа на асирските кралеви од најраните денови па се до 7 век пред Христа, позната под името Корсабатска царска листа, која е пронајдена во орнатините на кралската палата. Еве, почитувани пријатели, ова е само дел што ви прочитав, што ви пренесов за ова име Корсабат. Ако сакате повеќе информации, слободно набавете, побарете ова книга, а ние ќе ви ја испратиме со соодветен надоместок, така да биете слободни. Пред да ја одјавиме емисијата, почитувани пријатели, еве уште една песна ќе слушнеме, а потоа повторно ќе се вратиме во нашето студио. Бога би знаел ти, земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, раздел би кај нема, вечно сите живеат, таму в таа земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни,
Tamo večno živeja bežali Bog. Koga jeden den toj tamo ke me vikne, ke pojdam ja svo toj dom na radostan. Bi znajel ti zemlja za koja kopneja, tamo nema plačenje, tamo ima večen mir. Kaj so milite svoj, ke videme zajedno, tamo v ta zemlja jaz bi otišao. Zemlja znam kaj što se si te srekni, tamo večno živeja bežali Bog. Koga jeden den toj tamo ke me vikne, ke pojdam ja svo toj dom na radostan, ke pojdam ja svo toj dom na radostan. Poštovani gledači, vi sledite utrinskата programa na Християнското радио Гласна надежда. Полека еве дојдовме до крајот на ова утринско дружење. Сакам да ве повикам сите вас кои ја следевте ова наша емисија, споделете со вашите пријатели, кажете им дека секој утро во 8 часот и 30 минути на ова фреквенција, односно на ова Facebook страна Гласна надежда, се дружиме со интересни содржини. Пишете ни слободно на нашиот дежурен телефон 077 819 828 или на нашиот мејл. Можете да ги споделувате вашите потреби, вашите предлози да ја збогатиме оваа утринска емисија. Наскоро ќе има и гости во нашето студио, но еве засега ќе одеме со овие содржини. Значи секој утро во 8 часот и 30 минути. Повторно сакам да ве подсетам, ако имате потреба за некои ваши лични потреби, кога е во прашање за молитва, слободно пишете ни, а ние ќе се молиме заедно секој утро на ова Бранова должина, односно на овој Facebook. Ве молиме, почитувани гледачи, да останете со добро здравје и во овој ден Господа ни чува сите нас и се гледаме повторно утре во 8 часот и 30 минути.